Dragi učenici, dobar dan. Ja sam Adriana Todorova i sam nastavnik po matematika. Во денешната видео лекција ќе ви објаснам што е тоа размер и како тој се применува во едноставни текстуални задачи. Но, претходно ќе го разгледаме проблемот на Бојан. Кај Бојан на гости дошле тројца другари. Бојан сакал да ги послужи со сок од портокал, но тој се соочил со проблем. Тој немал сок од портокал, туку сируп од портокал кој требало да се измеша со вода за да се добие сок. Но Бојан тоа не го знаел, па решил да побара помош од мајка му. Тој ја прашал како од сирупот од портокал да направи сок од портокал. Мајка му одговорила дека тоа е лесно, дека треба да го измеша со вода, дека треба да стави 1:3. 1:3? Дори сега се збунил Бојан. За да му објаснам на Бојан, а и вам, што е тоа размер, ќе ви го дадам следново објаснување. На прашањето што е размер, ќе одговориме на следниот начин. Размер или однос на две истородни величини се вика количникот на мерниот број на едната величина и мерниот број на другата величина, мерени во иста мерна единица. За да ни стане ова појасно, ќе разгледаме еден едноставен пример. На цртежот имаме 8 јаболка и 4 портокали. Ако сакаме да го запишеме со однесот на бројот на јаболка наспрема бројот на портокали, ќе запишеме 8 наспрема 4. Користиме знакот за делење, како што беше кажано во дефиницијата дека е количник помеѓу два броја. Овој запис всушност представува размер на бројот на јаболка наспрема бројот на портокали. 8 и 4 се членови на тој размер. Прво се запишува 8, заради тоа што кажано е бројот на јаболка, прво да биде наспрема бројот на портокали, кој што е 4. Ако сакаме да го споредиме бројот на портокали наспрема бројот на јаболка, ќе запишеме 4 наспрема 8. И тоа ќе ни го представува размерот помеѓу бројот на портокали и бројот на јаболка. Сега вака. Да разгледаме дали можеме да ги поделиме во групи јаболката и портокалите. Бројот на јаболка е 8, а бројот на портокали е 4. Заеднички делител на 8 и на 4 е 4. Можеме и едните и другите да ги поделиме во 4 групи. Ќе добиеме 4 групи од по 2 јаболка и 4 групи од по 1 портокал. Забележуваме дека на секој 2 јаболка има по 1 портокал, односно на секој портокал има по 2 јаболка, односно размерот уште може да се запише 2:1 на јаболка спрема портокали, односно 1:2 на портокали спрема јаболка. На Бојан ова му беше лесно. Дали ви беше лесно и вам? Но Бојан мисли дека мајка му не му дала целогласен одговор. Што мислите вие? Мајка му на Бојан се согласува со Бојан. Таа вели дека нејзиниот одговор требало да гласи: измешај сируп од портокал со вода во сооднос 1:3. Значи, требало да нагласи дека прво се става сируп од портокал, а потоа се става вода за да го добие сокот од портокал во вистинскиот вкус. Да не биде премногу благ, односно да не биде премногу разреден. Како треба да постапи Бојан за да направи 4 чаши сок од портокал, 12 чаши сок од портокал и 1 чаша сок од портокал? За да направи Бојан 4 чаши сок од портокал, тој зема 1 чаша сируп од портокал и 3 чаши вода. На цртежот сликовито представуваме чашата сируп од портокал со портокала во квадратче, а чашите вода со сино квадратче. Ако измеша Бојан вака, тој ќе добие 4 чаши од сокот портокал. Сега, за да добие 12 чаши сок од портокал, како треба да постапи? 12 поделено со 4
3. Постапкава треба да ја повтори 3 пати. Или нема да ја повторува 3 пати, туку наеднаш ќе стави 3 чаши сок од портокал и 9 чаши вода. Значи, водата, односно сиропот од портокал спрема водата ќе биде 3:9, односно 1:3. На секоја чаша сироп од портокал става 3 чаши вода. И сега, значи, заклучокот овде. За да добие 4 чаши сок од портокал, треба да измеша 1 чаша сироп од портокал и 3 чаши вода, тоа што го кажавме, односно, за да добие 12 чаши сок од портокал, треба да измеша 3 чаши сироп од портокал и 3 чаши вода. Како треба да постапи Бојан за да добие 1 чаша сок од портокал? За да добие 1 чаша сок од портокал, тој чашата треба да ја подели на 4 еднакви дела, како што е прикажано на цртежот. Нека ова ни представува чашата, ја делиме на 4 еднакви дела. Во едниот дел ставаме сироп од портокал, во другите 3 ставаме вода. Забележуваме дека чашата, всушност, 1/4 е наполнета со сироп, а 3/4 е наполнета со вода. Овде ја гледаме и врската на дробките со размерот. Драги ученици, Бојан научи. Јас се надевам дека научивте и вие. Ако научивте, можете да го проверите вашето знаење и да ги решите задачите кои што се дадени на посочените страни од учебникот кој што го користите вие во наставата. Ви благодарам на вашето внимание.